Драги ученици, здраво! Што се тоа потврдни, а што одречни реченици? Најпрвен да ги разгледаме зборовите потврдува и одрекува. Кога нешто потврдуваме, значи дека имаме став. Тоа значи дека велиме дека тоа нешто е така и никако поинаку. Или просто се согласуваме. Кога пак нешто одрекуваме, ние не се согласуваме. Ние велиме не. Потврдува потврдна реченица. Одрекува одречна реченица. Да видиме како тоа всушност изгледа. Секоја расказна реченица може да биде потврдна или одречна. Со потврдните реченици најчесто искажуваме согласување, како на пример сакам, имам. Со одречните реченици пак искажуваме негодување или некое несогласување. Не сакам или немам. Одречните реченици се формираат многу едноставно со помош на зборчињата не или нема. Например, вчера гледав филм или вчера не гледав филм. Само го додаваме зборчето не. Или шпагетите се моето омилено јадење. Но со одречната реченица ќе речеме шпагетите не се моето омилено јадење. Внимавајте! Кога искажуваме нешто што ќе се случи во идно време, најчесто го користиме зборчето ке. Тогаш потврдната реченица ќе гласи: оваа зима ќе одам на скијање. А одречната реченица гласи: оваа зима нема да одам на скијање. И евеа твојата задача. Претвори ги потврдните реченици во одречни. Подготви остар молив, гума за секој случај и соодветна хартија за пишување. Вчера бев на водно. Како ќе биде? Читам секоја вечер. Ке се видиме утре. Марија леташе со авион. Тие пишуваат писмена задача. Јане ќе има нова куќа. Внимавај, не или нема да. Убаво поминато време ти посакувам.